Од Државната комисија за спречување на корупцијата денес информираат за планираните превентивни мерки за спречување на корупција за период до крајот на оваа календарска година. Во споменатиот план се таргетирани и неколку лица од Штип кои биле пријавени како посредници при зимање на мито за вработување. Тројца навидум обични граѓани кои имале мал локален сопствен бизнис ги извршувале нелегалните посреднички активности помеѓу оние што нуделе мито за да вработат во локална или државна администрација и оние кои имале општествено политичка моќ да вработат без никој да знае дека ја злоупотребуваа службената должност. Цената на митаџискиот дил на црниот пазар се движела од 5.000 до 10.000 евра, велат од антикорупцијска, каде посочуваат дека паралелно работат на расветлување на десетина вакви случаи. Во фокусот на источниот регион најголем акцент во превентивните мерки е ставен на манипулација со парите, кои во нормални услови се само средство за купување на производи, но во одредени коруптивни случаи парите служат за купување на оценки, работни места или повисока положба во општеството. Од антикорупцијски информираат за бројни дојави на граѓани од Берово, Кривопаланка, Струмица, Кочани и Штип. Според содржината на информацијата се работи на расветлување на неколку случаи за купување на работни места во секторот локална и државна администрација, образование и здравство. Комисијата за спречување на корупција пред формирањето на новата влада предупредува дека будно ќе ги следи именувањата на новите кадри и нивната етичност. При тоа на истите им укажува да ја одбиваат корупцијата како сопствен стил на живење, однесување и комуницирање.